Потребно е итно решение. Во спротивно илјадници вработени во училиштата и јавните предпријатија ќе останат без плата, алармираат градоначалниците. Последните сметки за струја се доволен доказ дека во зимскиот период на вработените им се заканува црно сценарио, а тоа е сметките да им останат празни. Колку и да се штеди, планираните приходи нема да бидат доволни, па блок дотациите што ги добиваат од ресорното министерство ќе бидат надминати. Единствен излез за штипскиот градоначалник е овие институции да функционираат по терк на градинките. Затоа и досега апелиравме дека образовните институции, јавните институции треба да бидат ставени под регулаторна цена на електрична енергија за да практично имаме планирани трошоци. Доколку ова не се случи, стравуваме дека сите средства ќе бидат потрошени за електрична енергија, за затоплување на просториите и ќе бидат доведени во прашање исплатата на плати на вработените во овие институции. По примерот на град Скопје и Штип, владата ќе бара да и додели 80 милиони денари, средства кои директно ќе бидат наменети за граѓаните. Советниците од ВМРО ДПМН покренаа иницијатива која ќе се разгледува на наредната седница на Советот. Она која што го предложивме ние, односно советничката група на ВМРО ДПМН, е да бидат субвенционирани и граѓаните на општина Штип, затоа што живееме во иста држава, плаќаме исти даноци. Граѓаните ќе бидат изложени на ценовни покачувања, на зголемени трошоци по сите основи и сметаме дека на овој начин ќе се излезе во пресрет на ценовните покачувања. Што се однесува до шпекулациите, дека зимскиот период учениците од дома би можеле да ја следат наставата, Јорданов не сака да коментира, со образложение дека ваква одлука треба да донесе Министерството за образование. Но доколку не им се уважат барањата, се понизвесно ќе биде одвивањето на наставниот процес, но и планираното покачување, кое вработените во образованието треба да го добијат со септемвриската плата.